Министерството за одбрана и Народната банка се само две од повеќе институции кои во изминатиот период останале без снабдувач со електрична енергија. И во двата случаи, фирмите што ги избрале на тендер за годишно снабдување, им го раскинале договорот. Снабдувач на одбрана била Energy Active од Скопје, фирма која патем во последниве 12 месеци има над 100 договори со државни институции за продажба на струја. Energy Active побара зголемување на цената што беше одбиено од страна на Министерството за одбрана како спротивно на законот и потпишаниот договор. Веднаш потоа не информираа дека ќе престанат да испорачуваат електрична енергија и го раскинаа договорот почнувајќи од 1.9.2021 година. Снабдувач со електрична енергија на Народна банка пак била домашната УПовер. Компанијата во последнава година има најмалку 20 договори за јавни набавки со државни институции. Еден од двајцата газди е Аријанит Џафери, инаку син на екс-вице-премиерот од редовите на ДУИ Муса Џафери. Аријанит минатата недела физички го нападна председателот на регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, бидејќи започна постапка за евентуално одземање на лиценцата. U-Power ДОО, со кој Народна банка имаше склучено договор за снабдување со електрична енергија со важност до 30 ноември 2021 година, од 1 октомври 2021 година ја прекина испораката на електрична енергија со еднострана изјава за раскинување на договорот. Според податоците од Централниот регистар, U-Power на Џафери само лани имала профит од околу 1 милион евра. Снабдувачот на одбрана, Energy Active, 2020 година ја завршила со околу 500.000 евра во плюс. Зошто сега откажуваат договори? Нивните добавувачи пред се во најголем дел од Бугарија пропадна и направија сериозен проблем и на функционирањето на пазарот на електрична енергија и во нашата земја. Дел пропаднаа во Бугарија, а дел им ја зголемија драстично цената, поради тоа што и нашите снабдувачи тука почнаа да ја зголемуваат цената кон потрошувачите, иако има потрошувачите потпишано договори на годишно ниво со нивните снабдувачи. Кризата во Бугарија пак е предизвикана од кризата со енергија во цела Европа. Развиените членки на ЕУ ги исклучуваат своите централи на фосилни горива и се префрлаат на обновливи извори. Но летово и есенва нема доволно вода и ветара, поскапи и гасот, па цената на струјата порасна. Така, повеќето фирми снабдувачи во земјава кои не си обезбедиле енергија, а се нафатиле да продаваат цела година по цена која во меѓувреме станала пониска од таа на меѓународниот пазар, решиле да се снаоѓаат за да не одат во загуба. Некои се обидуваат да им наплатат поскапо од договореното на потрошувачите, други, наместо да увезуваат, незаконски ги користеле државните резерви од хидроцентралите. Има две компании кои што ги злоупотребува резервите. Имаме навестување и за трета компанија, и за која што чекаме известување од страна на МЕПСО, но нашите податоци тоа го покажуваат, а исто така имаме и 5 други снабдувачи со електрична енергија, кои што ги менуваа договорите со потрошувачите кои што ги имаат и им ја зголемија цената на електрична енергија за повеќе од 2 пати, не почитувајќи ги договорите кои што ги имаат потпишани. Противправното користење на државните резерви се случувало летово. Таа опција била примамлива бидејќи од засега нејасни причини цената на таа енергија била поевтина од пазарната. Од септември цената на струјата од резервите е поскапена и е повисока за 30% од пазарната. Според мене тоа требаше и претходно да се направи во претходниот период, бидејќи имавме во одреден период цената на слободниот пазар да е повисока отколку што е цената на балансната енергија, што е недозволено. Поради различни причини, 8 компании на така наречената црна листа на регулаторната комисија се Mist Energy, U-Power, Energy Active, Energia Gas and Power, Solar Pro, Vanguard, Energy On и Energy Wind. Заедно, овие компании имаат околу 300 договори за јавни набавки со државни институции. Од Министерството за економија за 360 степени велат дека владата веќе донела заклучок со препораки. Се задолжуваат сите државни институции кај кои снабдувачот со електрична енергија ги откажал договорите за снабдување или им побарал повисока цена, да ги раскинат договорите, да ја активираат банкарската гаранција и да преминат на снабдувач во краен случај.
Преоѓањето на снабдувач во крајен случај ќе значи и многу повисока цена на електрична енергија, па владата им препорачува на институциите да обезбедат повеќе средства во своите буџети, бидејќи се очекува голем пораст на цената на слободниот пазар. Освен големи штети во јавниот, поведението на компаниите снабдувачи ќе предизвика штети врз приватниот сектор. Дури и најголемата стопанска комора каде членуваат некои од снабдувачите со електрична енергија, побараа построги услови. Си дозволивме еден комотен простор во кој еден куп компании си побара да работат во прилично лесно окружување за правење пари. Ова сега што го заговараме е дека тоа воопшто не треба да биде лесно правење на пари, него напротивно одговорно правење на пари, заради тоа што играчите се добри кога добара е цената на електричната енергија на светските берзи, но во вакви ситуации се покажува дека ни требаат сериозни играчи кои се подготвени да гарантираат со директни гаранции за исполнување на врска. Едно решение на кое се размислува е секоја лиценца за снабдувач на електрична енергија да биде условена со банкарска гаранција. Но додека да се донесе таков факт, регулаторот ветува дека нема да им прогледа низ прсти на непослушните. Овие компании ќе бидат обврзани да превземат мерки со кои што ќе си го вратат своето однесување во рамките на нормалата, значи да престанат со прекинување на договорите, да престанат со непотребно користење на системските резерви и во тој случај за секој од овие компании ќе информираме јавноста што превземала, како превземала, со цел и потрошувачите да знаат со кого си имаат работа. Доколку не превземат нешто? Доколку не превземаат, ќе продолжиме со постапките за одземање на лиценција.